Добре дојдовте во серијалот подкасти Leaders Do Not Cheat. Оваа платформа за диалог е отворена, транспарентна и сигурна зона на младите. Нашата цел е промовирање на демократските вредности преку вклучување на сите граѓани, особено на младите луѓе во Северна Македонија. Уживајте. Здраво на сите и добре дојдовте во третата епизода од серијата подкасти Leaders Don't Cheat, која е поддржана од NDI и НЕТ. Моето име е Анилија и многу ми е драго денеска што ќе разговарам со прво еден мој другар, Филип Самарџиев или AKA Секси Марса, познат трапер, особено познат помеѓу генерација Z. Здраво, Филип. Здраво, Анилија, како си? Добро сум, ти како си? Одлично, да ти кажам. Фала ти многу што ме покани денес, вака пријателски да се видиме. Пријателски се видиме и малце да помуабетиме од друга страна на проблемот. Вообичаено зборуваме повеќе со експерти, луѓе што работат на темата антикорупција, транспарентност на лидерите, која е улогата на младите и како младите реагираат на сите овие ситуации, ама сега ќе зборуваме малку од друга страна, па пред да почнеме да збориме, ќе ти дадам малце простор да се представиш. Важи. Малце нешто ново што не го знаат можеби луѓето за тебе, не само дека си трапер, туку што друго е Филип. Филип е и градинар во слободно време. Градинар? Ни ти не го знаеш ова, претпоставам. Не го знам. Да, имам мала мини градина дома, кај што си растам чери, патлиџанчиња и Вакви работи окей се. И такви работи се окей, да. И кактусчиња може, секако. Што знам, Филип што е? Филип е 29 годишен, скоро 30 годишен маж, кој што Според закон, значи си уште млад. До 30, според новиот закон сме уште млади, Да. ја више не сум млада. Така, ама стара родилка сум одамна. Немам 30 уште добро е, ама како што доаѓам, некои работи ме удираат малку, правам осврт на младоста и на работите што сме ги правеле и си викам, не е лошо, Филип нема лош живот до сега. It's good. Филип е паркобран исто, да кажеме, паркобран, горд паркобран, бидејќи не знам дали сме разговарале на темата, ама 2015-16 имаше еден парк кај мене на улица кој што сака да го зауземат и успеавме како народ да го одбраниме. Така да горд паркобран, другар, пријател, син. Така, некогаш зезант, некогаш филантроп. Добро. Го спомна еве парко, дека си паркобран, дека си го бранал Така. паркот. Па може да ми кажеш една релација твое видување, затоа што си цело време обкружен со млади работиш, со млади снимаш. Сега кажа релација млади систем или млади лидери, млади политичари. Што според тебе тоа значи и дали според нашиот наслов дали сметаш дека лидерите мамат или does they cheat or does they don't cheat? Така. На првото прашање за поврзано со младите, бар од моето лично видување и од искуството до сега, мислам дека апсолутно се, за разлика од нашата генерација, многу помалку засегнати од не помалку засегнати, исто сме засегнати, меѓутоа интензитетот на кој што им се сервираат работите или достапноста на работите или политичките збиднувања кај нас конкретно или во просторот не ги афектираат до тој степен, бидејќи можда и отрпна работите низ годините, како што праќа и младите едноставно не ги интересираат некои работи. Мислам, за позитивно го кажувам ова, од аспект на не се фокусираат за нивниот ден да е окупиран околу тоа каква е ситуацијата кај нас и слично, кој што направил и дали ќе може биде подобро или не знам, ќе има ли подобро утре или не. А од друга страна, во дел од нив гледам лидери на идните генерации. Само они не го знаат тоа уште. Искрено. Така да не знам, имам голема надеж за идните генерации и верба во нив, ради тоа што има исклучителни примери на млади луѓе. Меѓутоа и од друга страна многу почитувам што не се, например, ние кога растевме беше малце
поинаку беше, Опсетна, не труеа, да. не труеа, онака секој ден беше надвор, беше едно друго, све трето, овој што направил тој моите врсници сакаа политичари да бидат као тој, им беше 500 евра плата ќе зимам, на времето беше као вау, кузне што си направил животот. А сега гледам дека младите едноставно they're living life и убаво име, си го живеат животот и не ги интересира која политичка гарнитура е на власт, пошто и треба нас да не ни интересира да кажеме, ама А тоа е. реално мислиш дека им е убава ситуацијата во која што живееме и дали мислиш дека ги индиректно, барем ги засега Секако ги нивото на засега, корупција? ама мора да ги засега. Мислам, сакале некеле они ги засега, само што имаат, мислам дека најдено начин да изфилтрираат за да не ги тангира тоа до степен на кој што мене ме тангирало, пример, кога сум бил млад. Ради тоа што мене ми влијало другачие, стварно ми било битно што е како е. Ама си иде тоа со годините и секоја генерација, да кажеме, си има некоја своја борба. Сега дали се од тогаш ние кога пробавме да нешто да промениме или кога бевме свесни за одредени работи или све, мислам тек допрва има простор за да правиме што и да треба да правиме во животот, ама од тогаш до сега дали е подобрена ситуацијата би излажал ако кажам да, на еден, мислам како да ти кажам, само едноставно не отрпна, не презаситија со информации од секаде, од се и више кога имаш имплозија на ствари од овде оваа информација од таму таа и презаситени се луѓето и едноставно секој својот камен си го бутка. Кај младите гледам дека бар имаат насмевка дори си го буткаат каменот. Правевме ние еден квиз на темата Leaders Do Not Cheat и буквално мапиравме кои се ставовите на младите, што мислат, како корупцијата ги афектира, како не ги афектира. Мнозинството од нив одговорија дека поради ситуацијата со корупција во нашата држава би се оцелиле. Сакаат да си одат, сакаат да избегаат од тука, односно да најдат некој систем каде што ќе се чувствуваат многу побезбедно и најмногу ја препознаваат корупцијата во здравство и судство. Па сега и ти како млад човек, кој е твој став? Кој е твојот став? Зашто си уште тука? Дали те погаѓа оваа ситуација, како гледаш на Секако дека ме погаѓа, нели, не знам, не можеш да извадиш извод на рад без да најдеш човек што се вика. Не можеш изводот матично да извадиш, што ти треба да не е постар од 6 месеци, за да доаѓаш секој 6 месеци и да бараш човек за да го извадиш изводот од матично. Пошто иначе чекаш 2,5 дена надвори, тоа е дечко пауза и дечко до 3 сме денес се гледаме. Како да не се нервираш да ти работи? Нормално е дека сите сме нервозни, љути сме. Пасош да извадиш исто. За судство, здравство да не зборам, да не дај Боже да кивнеш. Да ти е нешто озбилно, што мислам треба да бараш од стрина ти, од роднина ти, од таму што познава некоја медицинска сестра што е добра со хигиеничарката на тој одел за да те прегледаат нормално кога со моите X години работен стаж си го плаќам тоа, секако ми го одбиваат од тоа, ми следи. Не само што ми следи, као плаќам за тоа, треба да го имаме, не може да треба да, не знам, да подмитуваш луѓе за основни работи. За мене е тоа сулудо, ама од друга страна тоа е реалноста. Мислам, тоа е вистината и сметам дека и младите се засегнати од тоа и знам дека ги приметуваат тие работи и дај Боже да не им требаат судски и здравствени услуги сега за сега, ама it is what it is. На крајот од денот ги разбирам зашто би подобро ќе оди, ќе се оцели, ќе живее во Швајцарија и ќе биде риба во морето со basic job и ќе си го извади изводот на време и ќе си биде бар посреќен од тој аспект. Како особа, нема да биде исфрустриран од страна на самите, не знам, институции кои што се тука за да служат за народот, а не обратно. Ама тоа е што е, не знам. Мислам, од моje видување, јас не сум имал некој лично, да кажем, искуство кај што сум требало или некој да побарал нешто од мене. Сум имал искуство на суд, да сум бил, пошто бев мирен некогаш. Мислам, така имав. Возев патничко моторно возило кога не требаше да го возам, не е битно, и сум бил, го знам судскиот процес и све. Не е дошло до тоа, ама од друга страна имав судија каде што ги презентираш работите кои што се суштински од твоја страна, пошто нели
Вистината е вистината, а што ќе одредиме на крај. Може да има моја вистина, може да има друга вистина од страна. И кога ги презентираш информациите или тоа што ти го сметаш за факт или за било што, приметив дека пошто бев и помлад и све и она, и плюс ради тоа што едноставно не име гајле, не си ничив, од кажаното све беше изфилтрирано до степен да во крајниот извештај крив си. Ме сеќаш, а кажуваш сосема нешто друго. Ова е распоредот на настаните и тогаш едноставно е цензурирано, стајано пупит и вика да не сакаш порамнување. Сега ќе се договориме, ако сакаш плати упола нешто, казно лево, не иди си, само за да не ме замараш денеска да не треба да работам. Ме сакаш. А има, ајде мојот случај, не е ни толку битен. Недоверба во институциите. Недоверба во Затоа институциите. имаат најмногу недоверба во институциите, така е. затоа што никој не ги се слушува. Не Така е. се слушува, ајде, уште се осеќам ја млада. Така треба. Во духот, ако ништо друго, па се, ајде годините. Си ги носиме, или Си ги тоа? носиме, ама тоа е што да правиме. И почнува валјда и од училиште им почнува, од старт секако имаат некоја сопка негде ово на било што ќе се деси. Ако не е училиште, факултете, дечко ти фали една пријава, ваков таков ово на па седи, па бара и па кое, па врати се пак дојди за 5 дена. И више од тој процес им се одмилува на луѓе за да завршат одредени работи или за да пристапат кон одредена институција. Или одат по полесниот пат и стануваат и они дел од синџирот на корупцијата. Колку и да, знаеш како, сме виделе примери каде ентузијазмот и желбата и не знам дражот за да се направи промена постоеле кај особа и како што идат годините и минува вакво едноставно се претопуваш во пошто побудалуваш. Не можеш против тоа пошто побудалуваш. Полесно е да даеш 50 евра некому него да идеш со глава низ зид против системот. Пошто твоето здравје на крајот од денот кошта. Ти се нервираш за што? За нив кајлиме, вторник, 2 попладне, печати се ставаат, чао се гледаме. Спомна преска дека младите луѓе мислиш дека се посрекни, помалку оптеретени од нас, и јас се слагам. Ама дали мислиш дека си малце поинертни, дека малце повеќе си го берат своето гајле него колективното гајле што кај нас можеби не Да. сакам критикувам, ама сакам да видам и твојата перспектива. Дали мислиш дека младите според тоа што се инертни и стихино ги следат работите и можеби не се воопшто заинтересирани за било што, дополнително помагаат за нефункционален систем Така, и за корупција. ако не помагаш, одмагаш, нели? Ако идеме по таа аналогија, ако не си заинтересиран, а постои, пак you're not helping. Ама од друга страна, па кој може да ги суди луѓето за тоа како ќе одберат да си го живеат животот, мислам, чуму, и што ако и да се посветат на самиот проблем и на суштинското, само може да им помине животот во филозофирање или во борба со ветерници, кој сака биде Санчо Панса цел живот. Nobody. Дали мислам дека ради тоа што искрено младите според тоа што сум воочил функционираат баш како што функциониравме и ние порано на времето, бар дел од нив, и тоа ми се свиѓа многу. Има она комуњарскиот дух, ја што го викам, кај што имам јас 200 денари, ти имаш 200 денари, се склопуваме заедно и одиме, си купуваме што и да е, си седиме, се дружиме. Тој аспект постои уште. Ама постои и аспектот кај што си терат многу повеќе внимание даваат за self-love под наводници, ама е внимание према себе и тоа што би биле они во иднина и се, а успад се дешаваат и овие работи кај што се дружат и кај што има и убави моменти кога ќе видиш дека луѓе сме на крајот од денот, не е секој сам, не може сами да тераме до крај на животот, ама не знам дали одмага тоа на целата ситуација, може би одмага, ама не го прстот никако не го ферувам према младите. Кога младите се тоа што треба да надешта во нив се надевам дека ќе биде подобро. На крајот од денот не може да е полошо од тоа што е, така. Па може да е полошо секако, ама на нив останува да бидат посвесни од нашите родители, пример. Ради тоа што
тоа е едноставно некако така се одвива работи. Да не ги претпоставам луѓето што пратат подкастот се свесни за све што се случувало низ периодов и се и ово не и знаеме кого треба да се кон кого треба да се впери прстот, да. И сега кога збориме конкретно на вперување на прстот, ако се осекаш доволно слободен да кажеш, кога ти го вперуваш прстот затоа што сите извештаи што доаѓаат, ситуацијата со корупција кај нас е на многу незавидно ниво и тоа буквално афектира на секој ниво, на нашето секојдневно живење, а особено како што кажат и за многу покрупни работи е уште пострашно. Меѓутоа кон кого го вперуваш ти прстот и каде го гледаш решението за ние да пробаме да ја подобриме ситуацијата? Мислам дека е прво проблемот лежи уште од поодамна и е баш онака всаден во самата постојачка на наша мала држава, уште од времето кога има се што се вика на тацна и одеднаш почна да грабаат секој за своите джебови и од тогаш натаму мислам дека оди све низбрдо и како што оди даунхил, така се полошо и полошо станува и само од едно мало камче станува огромен камен кој што на крајот од денот е се присутен сегде. Кога го вперувам прстот, ти, како што ти спомнав претходно, кон нашите родители, кон генерацијата на нашите родители, кои што здраво за готово си зема државиште и си направија ние ќе си играме сега Independence, ќе си бидеме ние ова она, ќе си играме приватизација, ќе си играме не знам што газди и ова она, живот ќе си живееме, и све тоа доаѓа да они се генерацијата што ништи, ние сме генерацијата што создава, па сега ќе видиме следната генерација каква ќе биде. Знаеш, има смена константно како се движат тие работи околу баш како размислуваат луѓето или како действуваат за општиот добробит, не само за сопствениот. Мислам, тоа е побитно според мене, бар јас така функционирам. Сега, кон кого друго, како може да се подобри ситуацијата, треба прстот некогаш и у себе да го впериме, треба и да си речеме, чекај, не си го продава интегритетот за мали парички, као 200 евра, what is it, што ќе биде со 200 евра? За мале паре смо се продале, шо? Ќе ми дадат 500 евра или ќе живам, и што? Што после? Што со тие парички? Интегритетот отиден за секогаш низ врата, автоматски, if you did it once, you're gonna do it again. И кај иде све? Нигде. Треба им од аспект на не би го нарекол образование, ама свест на самите луѓе да сватиме дека сами себе се газиме прво, си даваме чизмата вака да не удира и после тоа идеме го лижеме ѓонот. А не е тоа поентата. Поентата е сите да имаме чизми и да се убави и да си гледа што ти се убави чизмите и да си одиме, не да се лижат ѓонови. Ако ме разбираш што сакам да... И, не знам, не сум паметен, да бев паметен ке... Не, јас целосно се слагам со тебе дека мора сами да сватиме кај се наоѓаме и дека некој од промените сепак зависи од нас и ние го кажеме не на корупцијата, можеби ќе стигнеме и до подобрување на ситуацијата. До негде. Било што, као дури да си, не знам, родителот да ти работи негде или да имаш пријатели самото ова дискусија може да помогне една особа денес да си рече чекај, можеби може да се управа овие. Можда не се. Најверојатно не се, ама овие двајца можеби ќе ги послушам и ќе пробам да направам промена за пошто не е поентата. Нема ставам 100 евра индекс следниот пат. Така. Не е поентата нашиот животен век само за да ни биде добро нас. Не сакаш, ако више има идеја, ако сме ние човештво, општество и било што, иднината е за младите, утре ден. Треба да биде добро за младите и за внуците нивни, за ова не треба кратко да гледаме на работите. Овие 50 години ќе живеам ко цар, пошто зијам по 300-400 евра мито од страна. Супер, и шо со тоа? Да, обично таков е, ќе се
ќе стигнат до фотелја и генерално сакаат да се дочепаат до све што можат да земат. Затоа што од друга страна ќе стигнеш до фотелја, ама начинот на кој што се естаблирани работите, не можеш многу сам да направиш нешто од таа фотелја. Или си во водата, седите сите убаво вие на бродчето, или пливаш контра реката. Тие што пливаат контра реката, ретко дека седат многу, пошто овие од чамецот тераат вишето, тераат тој крузото до дамна. Се дават. За жал. И тоа е. И ти викам, сум видел луѓе кои што имале жар, пасија све и доаѓа до негде до одредено вакво, сега ти е времето и вика не можам, рацете ми се врзани од овде, од онде, од све и губат верба у себе пред се, губат верба у тоа што била нивната идеја или замисла за светот, за подоброто утре, што не смее никогаш да се случи и стануваат дел од проблемот на крајот од денот. Ова беше на кратко увертира, чисто да На видим- кратко. На На кратко. кратко. Беше на кратко скроз. Не знам ни колку сме со време, ама 23 минути веќе збориме, значи следниве 10 до 20 минути Ќе бидеме по концизни. ќе се свртиме на нешто што мислам дека повеќе може да ги тригира младите, односно повеќе може да им разбуди интерес, па и затоа и кога дојдов на идеја да те поканам тебе беше да видиме како може преку тоа што ги интересира младите. Младите не ги интересира да слушнат експерти кои што направиле истражувања, кои што се стварно вредни истражувања и стварно е вложен труд. Меѓутоа не е тоа блиско, не е на јазикот на кој што они зборат, поготоа Така. генерација Z, тие што се сеа средно 20-22 години или родени во 2000 во новиот век, Милениум? во новиот милениум, да. И затоа и дојдов до идеја да видиме малце затоа што компонираш, создаваш трап во близок контакт си со младите, она што нив ги интересира музиката, што нив ги интересира. И само те прашам затоа што истражував малце, гуглав, Гуглаш, е? да Така не е, звучи така е, истражував така е. многу Да, официјално. официјално многу. Гуглав малце, има на пример во свет има, не знам, на некои антикорупцијски награди што давале, добила награда трап група што буквално преку трапот го шиканира целиот систем и се она што се случува конкретно во Индија, не дека сме ние Не, подалеку. Така. Ама кој е твојот став? Дали може преку култура, музика, конкретно трап, рап да направиме притисок, да направиме промена? Секако. Преку све. Преку било што и да работиш во животот, you can do a change about it. А поготово ако има допир со јавноста тоа што правиш ти. И ако е уметност од аспект на дали е фотографија, дали е, не знам, сликање, дали е музика. Секако дека има имало и примери такви нормално и кај нас како што си оделе годините кога се појавувале пример еве хип-хоп музиката, рап музиката претходно, трап музиката еве сега се освртува кон тоа на претежно луѓето ја раскажуваат, го раскажуваат своето опкружување или опкружувањето за кое што се свесни. На тој начин сакаат да исцртаат една слика за слушателот за што суштински се случува таму кај што се они во тој момент. И тој што слуша, тој што прати, тој што гледа, цело време можеш да слушаш или да најдеш нешто или доводено што ќе ти влијае од аспект на да си кажеш, чекај, ова не чини, или да се навратиш за 5 години и да си кажеш, така беше тогаш, ти текно да побуди нешто кај тебе што ќе си го поврзеш со нешто што се случувало тој таймфрейм. Истото е и со панк музика, било и со рок н рол и со све, мислам, прекосење на тоа што не чини. И на крајот од денот слобода за изразување за да можеш да буквално да кажеш што тебе конкретно ти се случува на овој свет. Дали трапот кај нас денес прекоси според тебе? Зависи. Мислам, зависи викам, пошто да, има примери кај што можеш да начекаш такви работи, сега да не бидам апла вакво, меѓутоа, еве пример што ми текна, што може да го дискутираме, Бом Праскиза има и трето дете, 2014-15 година искача таа песна.
За тоа време такво нешто невидено, нечуено, да кажеме, од аспект на не смеело, пред се, не памтат луѓето, не смеело, значи треба смелост, треба храброст, треба да си истраен и треба да знаеш како да го испрезентираш соодветно. Испрезентирано е со хумор, хумористична страна, да кажеме као пародија, од еден аспект направено, а лајн по лајн е вистина секој лајн. Скроз ја памтам песната. Ја памтиш песната. Скроз. Ако немаш трето, џабе ти се двете. Памтиш дека имаше субвенции за третото дете само и за What world is that, као. И од таму потикна за други луѓе да сватат дека нешто не чини, нели? Тоа е поентата, I guess, и на музиката, и на све, и на творењето, и на секој што креативно сака да се изразува. Со тоа што од една страна никој не ти замерува ако не сакаш да се вклучиш во тие процеси, не сакаш? Ако не сакаш да ги адресираш тие ствари директно. Никој не ти замерува, можеш да си правиш музика од душа, зашто сакаш и да е. Ама секоја чест на тие што се охрабриле што се охрабриле го направат тоа, да. Сега ќе ја кажам мојата перцепција за трап. Ајде, ти можеш слободно. да ме демантираш, ама мислам дека дефинитивно го ќе ја поврзаш со целата ситуација која што се случува, пошто се збори за скапи коли, за генерално зборам се, не за твоите песни, не зборам генерално, дека се збори за скапи коли, за некоја супериорност, инфериорност во системот, што кога ќе ја поврзаш со сите дупки во кои што живееме и во каква ситуација се наоѓаме, многу е индикативно дека тоа е ситуацијата, дека луѓето за мене е едно ругање на таков тип на живење, нешто на скапи коли, па на сепариња, па добри девојки, згодни и така натаму. Со тоа што зависи од артист до артист, на некои луѓе тоа им е од аспект на пародија, на некои луѓе тоа им е стварно животот. И мислам стварно животот. Тоа им е животната амбиција, да кажеме, што не е. Знаеш како си направив муабет еднаш убав со Маја Создановска, сакам да ја поздравам сега, пошто е царица, Маја Виртуелен Греф. И си правевме муабет општо за луѓе за озорна и ми рече секој со своите капацитети и со своите можности. Значи секој со своите капацитети, кој до каде си е, тоа си е. Некој не знае подобро едноставно. Мисли дека рапувањето за скапи коли ќе биде нешто и ќе го wishful thinking ќе му направи или ќе го фейк не стане реалност. Некој па го прави на друг начин за да ги исмее луѓето или за да го исмее самата таа потреба за материјалните ствари или за ова, за она, или за, мислам, да се разбереме, коли од 75.000 евра, не се штеди пари за коли од 75.000 евра. Се крадат 75.000 евра. Колку години работен стаж имаш, Анелија? 6. Имаш југо немаме, така? Немам нега и јас имам 6. Немам југо. Као имав се расипа. Не, тие работи се правиме на будали дека хаха хихи и тој животен стил некој кој што они имаат визија за него, ама тој животен стил не се случува за секого, не постои за обичниот човек. Тоа постои преку криминал, исклучиво преку криминал или преку што и да е било каква поврзаност со истиот. Нема да уштедиме јас и ти за да од сега за 2 месеци да одиме на Малдивите на одмор. Мислам, дај Боже да уштедиме, дека не може, ама не ти е ни тоа. It's not how it works, не ти е тоа мисијата на живењето, да. И сега пак ќе кажам од индивидуа до индивидуа зависи, ама секоја чест на тие што сакаат малку да остават трага и да биде поразлично, да не биде само леле види колава колку е скапа, него заеби скапи коли, дај да смениме. Дај да ги реновираме автобускиве, на ништо не личат. Пример. Од друга страна, мислам дека и пародијата, баш тие што исмеваат, како што ја спомна на трето дете, се нешто што може да разбуди, да потикне размислување кај младите и сметам дека баш со пародија, знаеш, интересно ти е, смешно ти е, влага во глава, ама кога ќе си легнеш навечер може да те натера и да размислуваш. Па тоа е поентата, нели? Тоа е поентата и на комедија. На крајот од денот,
Комедија е all seriousness самата по себе, само не е представена леле колку е темно, видео улицата врне, него е ја добиваш поентата, ја добиваш пораката, само на малку тебе по прифатлив, да речам, по ведар начин од кој што би бил предходно. Иначе, еве, баш конкретно за име и трето дете. Ако ја анализираш песната како иде и све и тажна е. Ама тоа сме ние. Песната е Македонија у 2015-16 година, кога и да искочи точно. Тажна е, ама е има и трето дете, на весел тон, тој што размислува и што си ја бара пораката на таму, ќе ја свати. Нема да биде од типот на тие тетките што коментираа на вакво види го овој морон, кој овој вака што не знам што, или ВМРО до гроб. Коментаме сакаш? Или СДСМ најаки. Ако ја разбереш и ако ја слушнеш суштински пораката и поентата, ќе те замисли на философско ниво, на суштинско, на кој сум е, што се дешава овде, чекај. Наместо да е само ха-ха-хихи. И тоа е убаво, тоа е многу добро. А има ли такви реакции од помладата генерација? Пример, кога сега имаш и нов албум, колку што знам, Да. што приметив. Така. Дали имаш реакции? Дали со твоето рецитирање ги тераш да размислуваат? Дали некој ти доаѓа тебе и ти кажува ја слушнав таа песна, наведе на тоа да викаш и супер и погодив. That's what it is, да. Тоа беше идејата, директно. Да, се случува, да, мислам, Супер. што е прво е нереално искуство, пошто јас сум дечко од Тафталиџе, кој се знаеме, јас и ти сме седеле овој и одеднаш приоѓа некој вика еј, може ли да се сликаме, глупо, ама ајде, може да се сли, окей, да, добро, ми се свиѓа таа песна, окей, и се, и јас ги оставам, не фала многу овона, и тие што ќе ми кажат, тој лајнот таму што го остави, за тоа и тоа, таа и таа песна, као не биди ова или она, или не ставај октани во носот, или не, окей, супер, викам, драго ми е што те допрело, не правите спидајци, лошо е. Ме разбираш, као Да ги освестиш малце ме исполнува, да, ме исполнува и мене, пошто е најдобриот фидбек што можеш да го добиеш од аспект на музичар, артист, што и да е. Некој што сака да твори нешто. Дали ќе може да те предизвика малце? Ајде. Даме една минута кога треба молк, кој му треба и ќе го сечем ова. Добро. Да пратиш порака Окей. за антикорупција, ама да изрецитираш нешто. Ако може. Ме терате да рецитирам сега. Малце. Не знам, искрено не мислам, супер е, не е дека не би рецитирал и све. Би пратил порака, ама не ќам да е низ рими, сакам да е реална, да. Тако. Да е реална. Што знам, мислам, антикорупцијска, постоеш ли? Со годините пратам. Не постоеш. Време е. Да ги избрекате тие, не. Да ги избрекате од работа тие што прават пакости. Да ги избрекате од работа сите. Не, дечки, we can do better. Као можеме боле. Тоа е, можеме боле, секогаш можеме боле. Не имам искористено една од последните песни, слеп за зло, глув за зло и за зло си кјутиш. Као Уште еднаш слеп за зло, глув за зло и за зло си кјутиш. See no evil, hear no evil, нели say no evil, ама на крајот од денот кажувај, збори и реагирај на тоа што го гледаш, така може само биде подобро. Многу сме станати индиферентни за работите, треба да сме малце да ни се врати жарот и она. И љутината некогаш треба и да сме љути. Дечки, не бива више вака. Што е работа, до кога? Да се наљутиме, да ги избрекаме од работа. Супер. Фала ти многу, Филип, Ништо, ептен фала. Таман работа. Но можеме ка Thank you. збориме уште 2 сати, Тако сакаш, ама ќе за си да седнеме, задржиме ќе си седнеме доле, ќе си да правиме муабет, не е проблем. да задржиме внимание на сите што не гледаат и не слушаат.
Фала ви многу, се надевам дека пробавме или успеавме со Филип малце да ме натираме да размислувате Да се поправиме муабет бар. и да се наљутиме. И да се наљутиме, да. Да се наљутиме малце треба. Фала ти, Анелија, премногу што И тебе, што ме покани. на траперски, така? на траперски. Не со треба со. Со вака, о, добро. Thank you на поканата, стварно не знам, уживам тебе. кога и да си правиме муабет. Знам дека темата е може да се дискутира со сати и сати за нејзе, ама еве си направивме бар некое кратко муабет, да кажам, од наше видување, така да Ако прашање, ќе може и да пишат. може слободно. Пишете ми, најдете ме и на Инстаграм ако сакате, Секси Марса, ќе имаме политички дебати во DM-от. Не е проблем. Фала ви на сите и очекуваме фидбек од сите вас. Поздрав!